Со вас Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Историски ниски нивоа на европските реки. Има ли опасност сушата да го загрози македонскиот енергетски систем? Топлотниот бран во Македонија ги растрча итните служби. Повозрастните граѓани не се откажуваат од прошетки на пеколните горештини. Јас имам 79 години и едноставно топлота, отко знам за себе, поднесувам одлично. Потреба се почитува, гледате капче со долги ракави. Нема тајни преговори на сметка на националните интереси. МНР контра обвинувањата на опозицијата. Завршен инспекцијскиот надзор во 3 болници за случајот на Станка Михајлова. Имало ли лекарска грешка? Државата бара нови 40 милиони евра преку издавање обврзници. Според финансии ова задолжување е планирано, според опозицијата финансискиот сектор е во крах. Последни подготовки за музичко-сценскиот спектакл за 35 години независност, сител на генералната проба. Игор Стефановски Иџа го тестираше новиот прототип болид на падините на Водно. А во овие вести за историски најниското ниво на европските реки и како тоа влијае на македонската енергетска стабилност, останете со нас, почнуваат вести. Европските реки се повлекуваат до историски ниски нивоа, а сушата веќе го ограничува транспортот, наводнувањето и производството на електрична енергија во повеќе земји. Во Србија е намалено производството од хидроелектраните, а нискиот Дунав создава проблеми и за ладењето на унгарската нуклеарна централа ПАКС. Има ли опасност сушата да ја загрози и македонската струја и колку вода има во домашните акумулации? Во живо го вклучуваме Мартин Арсов. Мартин, каква е состојбата кај нас? Пацаци, хидроложката состојба во Македонија е стабилна и добра благодарение на врнежите од дожд и снег кои што доста често ги имавме изминатите зима и пролет. Хидрологот Атанас Угрински вели дека водостоите во земјава се на задоволително ниво, па дури и во услови на продолжена или подолготрајна суша, Македонија има добра основа за полесно да го преброди тој период. Според информациите од Министерството за енергетика, електроенергетскиот систем е стабилен во Македонија, а акумулациите се полни 70%. За разлика од кај нас, голем дел од европските земји мака мачата со пресушување на реките. А во продолжение гледаме како изгледа пешачење и фотографирање на места каде до вчера пловеле бродови. Реките кои со векови биле крвотокот на Европа, денес изгледаат непрепознатливо. Наместо вода, на нивните корита се појавуваат песок и камења. А на местата каде до неодамна пловеа бродови, сега граѓаните пешачат низ Дунав и фотографираат гледка што ретко се гледа. Ez egy szomorú és ez ijesztő dolog, és egy nagyon komoly figyelmeztetés a társadalomnak, hogy csinyán kell bánnunk az erőforrásainkkal, oda kell figyelnünk jobban a környezetünkre, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly ébresztő. Hát szerintem rosszabb dolgok is bekövetkezhetnek ennél. Tehát, hogyha nem történik érdemben változás, és ez nem csak így a civilekre vonatkozik, hanem tényleg ezek a nagyobb cégekre vonatkozóan is, akkor ez csak rosszabb lehet szerintem. Hát például otthon próbáljuk minél kevesebbet használni a klímát, tényleg csak azokat az elektromos berendezéseket használni, ami létfontosságú. És szerintem mindenkinek így kéne cselekednie Magyarországon. Нови сателитски снимки покажуваат критични ниски водостои на Лоара во Франција, По во Италија, Рајна во Германија и Дунав во Унгарија. Големи песочни чакалести наноси, кои вообичаено се под вода, сведочат за размерите на сушата што зафати голем дел од континентот. Последиците веќе се чувствуваат. На Рајна е ограничен товарниот речен сообраќај, што ги нарушува синџирите на снабдување во Централна Европа. Во Италија е отежнато наводнувањето и снабдувањето со вода за пиење. Нискиот водостој создава дополнителни предизвици и за нуклеарната централа ПАКС во Унгарија, која ја користи водата од Дунав за ладење на реакторите. Во Србија е намалено производството во хидроелектраните Ѓердап 1 и Ѓердап 2, а властите предупредуваат дека состојбата може дополнително да се влоши во следните месеци. Nažalost, prognoze nisu dobre. Ovde je iznet podatak da je 1990. godine postignut taj minimum, minus 143 cm. Mislim, treba imati u vidu da je to bilo u januaru mesecu. To je bila posledica pada dugogodišnje koji je počeo u ranijem nekom periodu. Znači, mi smo tek sad u periodu kada treba Dunav da opada u naredna 2 do 3 meseca, tako da prognoze nisu dobre.
Ниското ниво на Рајна во Германија повторно откри стар потонат рибарски брод кај градот Нойс, а кај Вормс се појавија така наречените камења на гладот, историски обележја поставени во реките, за време на големи суши, како предупредување до идните генерации, дека ниските водостои може да донесат глад и тешки времиња. Во меѓувреме, македонскиот електроенергетски систем засега останува стабилен. Од Министерството за енергетика уверуваат дека во моментов нема ризик за сигурноста на производството на електрична енергија во земјава. Состојбата со акумулациите во моментов е стабилна и овозможува сигурно управување со домашниот хидропотенцијал. Хидропотенцијалот е со вкупна исполнетост на акумулациите од околу 70%. Тоа овозможува да се одговори на актуелните потреби во рамки на планираното производство. Дека Македонија годинава има поволна хидролошка состојба, оценува и хидрологот Атанас Угрински. Според него, врнежите во текот на годината обезбедиле подобра водна состојба, во споредба со дел од европските земји. Оваа година имавме прилично добра хидролошка состојба. Имаше врнежи од дожд, од снег во текот на годината. Во текот на месец февруари и март имаше и поизразени врнежи од дожд и од снег. А исто така и оваа пролет се карактеризираше со краткотрајни интензивни врнежи во попладневните часови, така што можам да кажам дека не очекувам така драматична суша да има како што ја спомнавте во Западна Европа, како и поголеми реки како Дунав, Рана и така натаму. Според него, водостоите во земјава засега се на задоволително ниво, иако продолжен сушен период би можел да донесе намалување на водостоите. Во реките се уште има доволно количини на вода како за овој период од годината. Исто така езерата не се на минималните коти, така што изворите исто така не се на ниту близко до минималните водостои, така што очекувам прилично добро да го пребродиме во исушен период. Иако не се знае колку би требало, нели, доколку имаме продолжен во текот на август, септември, секако дека може да има уште пониски водостои, но мислам дека има добра основа за по-добро да го пребродиме сушниот период за разлика од овие западноевропски земји. Топлотниот бран што ја зафати Македонија продолжува и во следните денови. Мартин Арсов, Сител телевизија. Да, Македонија е во портокалова фаза поради пекулните гориштини. Синдикатите бараат прекин или намалување на работата на отворено од 11 до 17 часот, а лекарите предупредуваат на зголемен број колапси, мозочни удари и проблеми со крвниот притисок. Најризични се повозрастните, хронично болните и бремените жени кои треба да избегнуваат излегување во најтоплиот дел од денот и редовно да внесуваат течности. Сања Димитровска провери дали се почитуваат препораките. Македонија под вршник. Високите температури го крена алармот. Земјата е во портокалова предупредувачка фаза. Сојузот на синдикати побара од работодавачите намалување или целосен прекин на работа на отворено од 11 до 17 часот и обезбедување услови што нема да го загрозат здравието. Укажуваме дека од особено значење е да се почитуваат соодветните мерки за заштита на здравието и животот на возрастните, хронично болните и бремените работнички, велат од ССМ. Лекарите пак предупредуваат кои се здравствените ризици од пеколно-жешкото време. Доминантна патологија која што циркулира овие денови се мозочните удари. Тука се колапсните состојби, губитоците на свест, проблеми со вртоглавица, односно со вертигинозни потешкоти, апсолутно варијации на крвен притисок, бидејќи физиолошки е да во вакви високи температури телото губи поголема количина на вода, крвните садови се дилатираат, односно се прошируваат, така што многу е битно да се почитуваат оние препораки кои што ги дава Институтот за јавно здравје и да се внесува доволна количина на течност. И покрај апилите денес на Пладне можевме да сретнеме и лица кои што поднесуваат топло, но и повозрастни кои морале да излезат. Топлота мене ми одговара, природно е. Јас имам 79 години и едноставно топлота, отко знам за себе, поднесувам одлично. Од тука до таму да отидеш до автобуска подсенка, тоа не иначе жешко е. Не се издржува. Ама тоа е тоа. Треба да се почитуваат, ама колку можам толку. Сега сум принуден бидејќи патувам утре, а немаше доволно време и некако. Никако треба да се почитува. Гледате капче со долги ракави.
За постари лица со повеќе хронични заболувања кои во 12 часот кога е најтопло одат на пазар. Лекарите велат дека е сериозен ризик од повеќе здравствени компликации. Од најблаго кажано колапс заради жешкото време, заради дехидратацијата, заради пад на крвниот притисок, а сето тоа носи ризици од одредени повреди, па најчести се фрактури веќе на бутната коска, одредени краниоцеребрални повреди, така што тоа се ризици кои што ги носи едно такво излегување кое што и можам да кажам слободно е непотребно во тоа време. Докторите предупредуваат дека кога е топло, течности мора да се внесуваат во текот на целиот ден, а не само кога ќе се појави жет. Пеколните горештини ќе траат уште 2 дена. Толку време треба повозрастните, хронично болните и останатите ризични групи да се воздржат, да не излегуваат кога е најтопло и да ги почитуваат советите на лекарите. Освен во земјата, многу високи температури има и во регионот. Сања Димитровска, Сител телевизија. А гостиварци денеска се без вода за пиење, а партиите разменија нова рунда меѓусебни обвинувања околу справувањето со оваа криза. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара јавното обвинителство веднаш да отвори постапка и да утврди кривична одговорност за свесното загрозување на здравјето на граѓаните. Одговорност мора да има за Христијан Мицковски, за Сашо Клековски и Панче Тошковски. Водата во Гостивар се уште е опасна. Над 50 населени места во земјава имаат загадена вода. Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче должат одговори на 3 едноставни прашања. Првото е зошто не ги известиле граѓаните за наводите. Второто е колку од тие случаи биле целосно отстранети. И третото и најважно, со кое лице денес бараат одговорност за нешто што самите со години не го решавале. Не може исти луѓе кои со години беа власт денес да се представуваат како да немаат никаква одговорност за состојбите што ги оставиле зад себе. Нема тајни преговори на сметка на националните интереси. МНР контра обвинувањата на опозицијата. Завршен инспекцијскиот надзор во 3 болници за случајот на Станка Михајлова. Имало ли лекарска грешка? Нови препукувања меѓу власта и опозицијата за европскиот пат на Македонија. СДСМ обвинува дека владата веќе се подготвува да го прифати францускиот предлог, иако претходно го нарекуваше предавство. Додека МНР ги отфрла тврдењата за таен договор и уверува дека нема отстапки од националните интереси. Владата подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Андреј Жирновски од СДСМ на пресконференција обвини дека владата свесно лажала за можни специјални услови, одложено дејство или членство во Европската Унија без право на глас, а сега веќе нема простор за маневрирање. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицковски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Белин, и од Париз. Се обидува да направат стратегија. Како? Да го прикажат како победа она што до вчера за нив беше лага и велепредавство. Министерството за надворешни работи експресно ги отфрли тврдењата на СДСМ за тајни преговори со Бугарија, нагласувајќи дека нема отстапки од националните интереси на патот кон ЕУ. Оттаму велат дека институциите редовно комуницираат со европските партнери, но дека нема таен договор, ниту преговори што би значеле отстапки од идентитетот, јазикот, историјата и националните интереси. Наместо да понесе одговорност и да се извини за штетата што ја нанесе врз националните и надворешно политичките позиции на државата, СДСМ повторно пласира груби невистини и конструкции. Тврдењата за постоење таен договор или тајни преговори се само уште една од низата измислици што СДСМ и ги пласира на јавноста. Нема отстапки од националните интереси, идентитетот, јазикот и историјата. Полноправното членство во Европската Унија останува стратешка определба и крајна цел на оваа влада, се вели во реакцијата од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Препкувањата меѓу власти и опозицијата доаѓаат откако шефот на дипломатијата неодамна во интервју за МИА рече дека се водат разговори под радарот за трајно и одржливо решение за деблокада на процесот кон ЕУ. Рече и дека нема да има решение по секоја цена и решение кое само по себе нема да биде одржливо. Даниел Василев, Сител телевизија. Кој
се предизвиците за СДСМ како партија во опозиција? Може ли да се мобилизира поддршка по силен изборен пораз? Тема на денот во 19 со организацијскиот секретар на Социјалдемократите Зоран Трифуновски. Заврши вонредниот инспекцијски надзор во трите болници поврзани со случајот на 19-годишната родилка која по породување со царски рез остана неподвижна. Медицинската документација од Штип, Струмица и клиниката за неврологија е доставена до Министерството за здравство, кое треба да утврди дали имало пропусти и дали ќе следуваат дополнителни мерки. Државниот санитарен и здравствен инспекторат го заврши вонредниот надзор во три болници за случајот со 19-годишната Станка Михајлова, која после породувањето со царски рез остана неподвижна. Во изминатите 2 дена била обезбедена медицинската документација за младата родилка од болниците во Штип, Струмица и клиниката за неврологија во Скопје. Изработен е извештај и веќе е пратен до Министерството за здравство. Проверката ја побара Министерството, од каде најавија дека по утврдување на целосната фактичка состојба ќе следат и заклучоци, а доколку е потребно, ќе бидат преземени и понатамошни дејствија. Додека се чекаат резултатите од вонредниот инспекцијски надзор, независна и темелна истрага побара платформата за родова еднаквост. Велат дека внимателно го следат случајот со младата родилка и очекуваат институциите и здравствените работници да обезбедат почитување на правата и достоинството на пациентката. Особено е важно младата мајка да не биде изложена на било каков притисок, заплашување или влијание при давањето изјави и споделувањето на своите искуства. Ги повикуваме институциите да постапат со највисоко ниво на професионалност, одговорност и емпатија. Имајќи предвид дека станува збор за млада жена и мајка која се соочува со сериозна животна ситуација и потреба од соодветна медицинска, психолошка и институционална поддршка. Случајот во јавноста го отвори семејството на родилката. Нејзиниот свекор тврди дека компликациите започнале веднаш после породувањето со царски рез во Штипската клиничка болница. Потоа неговата снаа завршила во инвалидска количка и со денови била препраќана меѓу болниците во Скопје, Штип и Струмица. Породувањето на 19-годишната Михајлова било извршено на 26 јуни во Штипската болница. Таа е мајка на уште едно дете старо 3,5 години. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Под засилени контроли ќе бидат долгите боледувања, лекувањето во странство и издавањето ортопедски помагала. Новиот директор на Фондот за здравствено осигурување најавува проверки за да се спречат злоупотребите и непотребниот одлив на пари од државната каса. Поинтензивни контроли на долгите боледувања за да се спречи злоупотреба и да се намали одливот на пари од Фондот за здравство е еден од приоритетите на новиот директор Златко Перински. Тој на брифинг информираше дека се проверува дали се оправдани отсуствата од работа на граѓани повеќе од една година. Според податоците од ФЗО само лани, околу 25.000 лица користеле боледување подолго од еден месец, а од здравствената каса за ова намена исплатени се над 1 милијарда и 700 милиони денари. Контролирани се само 980 отсуства од работа. Анализите покажуваат дека најмногу боледувања има во МВР, АРМ, царина, но и кај вработени во здравството. Перински најави и забрзување на процедурите за лекување во странство, но и проверка за успешноста на интервенциите направени надвор, што беше и една од забелешките на Државниот завод за ревизија. Во моментот, иако се трудиме да комплетираме документации, 3 сектори се вклучени во функционирањето на лекување во странство. И еден предмет е распореден во 3 сектори и нема континуитет. А на годишна основа трошиме просечно 500 милиони денари. Затоа формираме посебна работна група, која ќе треба да ги канализира предметите кои се само за 2026. Бидејќи се многу за изминатите години, затоа што ниту мериме степен на успешност на интервенции, ниту водиме ЕСАП, кои клиники даваат најсоодветни услови во делот на одредени односи. И тука се остава простор за манипулација, и тоа ќе го превенираме. И издавањето на ортопедски помагала за кои нема горна граница на трошоци ќе биде под лупа на новиот менаџер на ФЗО. За да се спречи непотребен одлив на пари од фондовската каса, Перински рече дека мора да се забрза процесот на дигитализација и електронско поврзување на фондот со сите институции со кои разменуваат податоци. Александар Динев, Сител телевизија.
8 лица се повредени во сообраќајна несреќа што утрово се случи на магистралниот пат Битола-Прилеп во близина на бензинската пумпа Пелагонија Петрол. Во несреќата која се случи околу 9 часот учествувале повеќе возила. Од СВР Битола го потврдија настанот, но не соопштија повеќе детали за причините и околностите. Повредените беа пренесени во клиничката болница Битола. 6 лица се згрижени на оделението за хирургија, една жена е хоспитализирана на ортопедија со скршеница на бутната коска и неверојатно ќе биде оперирана. На операција еден од повредените кој е странски државјанин. Останатите пациенти, според првичните информации, се во стабилна состојба. Од болницата информираат дека здравствената состојба на сите повредени постојано се следи, а во готовност се и дополнителни медицински екипи. Поради полицискиот увид, сообраќајот на магистралниот пат беше во прекин, а возилата се пренасочуваа по стариот пат. Државата бара нови 40 милиони евра преку издавање обврзници. Според финансии, ова задолжување е планирано, според опозицијата финансискиот сектор е во крах. Последни подготовки за музичко-сценскиот спектакл за 35 години независност, сител на генералната проба. Државата бара нови 40 милиони евра преку издавање 3 годишни и 15 годишни обврзници со камата до 5,2%. Од Министерството за финансии уверуваат дека задолжувањето е планирано, а буџетот стабилен и ликвиден. СДСМ пак обвинува дека владата се фали со раст на приходите, додека истовремено отвора нови задолжувања. До крајот на оваа година се планирани уште неколку аукции на државни хартии од вредност. Државата бара на 40 милиони евра со издавање еврообврзници. Понуди 3 15 годишни, а каматата која ќе ми ја даде на инвеститорите се движи од 4,35 до 5,20%. Македонската берза информира дека Министерството за финансии бара 2 милиони евра преку 3 годишни државни обврзници, скоро 33 милиони со 15 годишните без девизна клаузула и 6 милиони евра со девизна клаузула. Каматата за првите достигнува 5,20%, додека за вторите 5% годишно. Номиналната вредност на една обврзница е 10.000 денари. Купувачи на овие најмалку ризични харти од вредност, за кои гарантира државата, најчесто се банките и инвестициските друштва, но може да ги купат и физичките лица со посредство на брокер. Додека Министерката за финансии преку соопштение се фали дека буџетот е во одлична кондиција, опозицијата обвинува државата е во колапс. Приходите во буџетот од почетокот на годината се прибираат согласно планот и со раст во споредба со претходната година. Истовремено и на расходната страна се исплаќаат обврски согласно планираното. Податоците за реализацијата на приходите упатуваат на одржување на тренд на стабилност и раст во економијата. Исто така, извршена е исплата на над 800 милиони евра за стари долгови на странските пазари и 190 милиони на домашните кредитори. Опозицијската СДСМ пак обвинува. Статистиката за прикажување на успех, реалност на колапс, бајковита економија на Мицкоски. За 2 години Мицкоски не задолжи за повеќе од 2,5 милиарди евра. Ова историјата не го памети. Буџетот е празен затоа што тендер патриотите веќе го потрошија. Растат приходите во буџетот, ама буџетот нема пари, затоа се задолжуваат, затоа излегуваат со обврзници, затоа продаваат статистики додека фрижидерите се празни. Инаку ова задолжување е планирано во календарот на Министерството за финансии. Нова аукција на државни обврзници ќе има и средината на овој месец, кога ќе се бараат 91 милиони евра, а во септември 33 милиони. Во последниот квартал пак, според објавата на финансии, ќе се одржат уште 8 аукции на државни записи. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Царинската управа во јули наплатила 14,14 милиарди денари, односно околу 227 милиони евра, што според институцијата е највисок месечен приход досега. Во споредба со јули минатата година наплатата е зголемена за 1,5 милиарди денари или за 11,8%. Растот во најголем дел се должи на зголемениот увоз на нафта и нафтени деривати и тутунски производи, како и набавките на опрема од Министерството за одбрана. Од почетокот на оваа година до крајот на јули, Царинската управа собрала вкупно 80,5 милиарди денари, односно околу 1,3 милиарди евра. Тоа е за 87,6 милиони евра повеќе во споредба со истиот период минатата година. Директорот на оваа институција оценува дека четвртиот соборен рекорд во последните 2 години покажува дека повисоките приходи не се изолиран резултат, туку последица на зголемената ефикасност на царинскиот систем.
Последни подготовки за музичко-сценскиот спектакл за 35 години независност, сител на генералната проба. Игор Стефановски Иџа го тестираше новиот прототип болид на падините на Водно. По Националната опера и балет се усовршуваат последните детали од продукцијата што преку музика, движење и современ сценски јазик ги спојува традицијата, идентитетот и заедништвото. Премиерата е закажана за 9 август во Античкиот театар во Охрид, пошто спектаклот ќе гостува и во други градови низ земјава. Габриела Лескова беше на пробата. Музиката, движењето и традицијата добиваат нов спојово спектакл што преку современ сценски јазик раскажува за приказната за идентитетот, културата и заедништвото. Во Националната опера и балет течат подготовките за музичко-сценскиот спектакл што на 9 август премиерно ќе биде изведен во Античкиот театар во Охрид по повод 35 години независна Македонија. Зад сцената се испишуваат последните страници од една несекојдневна уметничка приказна. Камерата на сител влезе зад завесите на генералната проба. Токму таму каде што секое движење, секој тон и секоја емоција го добиваат својот конечен облик. Режисерот Дејан Пројковски најавува спектакуларна продукција со силна визуелна естетика, жива музика и динамична кореографија. Правиме едно музичко патување с последните на неколку децени на македонската музика и од друга страна правиме спој на македонската поезија, литература, сликарство, се она што е важно за македонската уметност, би рекол за македонскиот идентитет. Сето тоа преведено на еден јазик на современата поп култура. Во проектот учествуваат бројни уметници од различни генерации, актери, музичари, танчери и изведувачи, со идеја да се покаже дека традицијата продолжува да живее преку младите. За основа на тој генерацијски дуел е засновано и целото сценарио во кое посветивме големо внимание на антологијата на македонската поезија, најголемите имиња поетски се вметнати, за дел од нив се направени и музика е направена. Правиме еден времеплов на некој начин за се тоа што било, каде сме биле и цело на наследство кое што некој на нам ни го оставил. Така што покрај музиката тука е и поезијата, убавиот пишен збор. Големо е задоволството што сум роден во оваа држава и допрва треба да творам и да создавам тука и да може да се учествува во нешто кое што го обележува. Тоа е едно убаво чувство. Музиката е еден од носечките елементи на овој спектакл. Представувала вистински предизвик, раскажува композиторот за сител. Правивме на смеса како мюзикал во кој што ги споивме традиционалното наше македонско и она модерното кој што младите го мислат дека е како популарната музика. Споивме хип-хоп со традиционални елементи. Додека последните детали се усовршуваат, атмосферата во Националната опера и балет открива дека спектаклот веќе живее, уште пред да излезе пред публиката. На истата сцена се среќаваат различни генерации. Традицијата се спојува со модерниот свет во музичко-сценски спектакл што ветува незаборавно доживување. Музичко-сценскиот перформанс ќе биде изведен низ плоштадите во повеќе градови. Оваа точка представува дел од серијата настани кои се организираат по повод независноста на Македонија. Во рамки на овој јубилеј најавени се и настапите на Хозе Карерас и Macedonian All Stars како и Дейвид Гета. Габриела Лескова, Сител телевизија. Европскиот автомобилски шампион Игор Стефановски Иџа отвора ново поглавје во својата тркачка кариера. Оваа сезона тој ќе настапува со прототип болид во најмоќната и најпрестижна класа на европските ридски надпреварувања. Со овој чекор Стефановски станува првиот македонски возач што ќе се надпреварува со прототип на официјални меѓународни трки. Станува збор за болидот Норма, еден од само 12 произведени примероци во светот. Возилото е конструирано исклучиво за надпреварување, има ултралесна шасија, моќен мотор и аеродинамика наменета за максимални перформанси на тешките планински патеки. Стефановски денеска го тестираше новиот болид на Водно, местото каде што тој почна својата тркачка приказна. Очекува силна конкуренција, но најавува борба за нови подиуми во европскиот шампионат. Овој ден за мене е едно ново поглавје во мојата кариера.
дефинитивно нешто што го очекував долги години. Се работи за прототип Норма. 12 модели се произведени од ова. Имам честа да бидам единствениот и првиот на Балканот што ќе се надпреварува со ваков тип на автомобил. Иначе се работи за прототип, налик на Формула 1, верувајте, многу моќно, многу возило, прилагодено за брдските трки, за овој шампионат, со некои си 750 конски сили до 600 кила. Оваа сезона преостануваат уште 2 трки од Европскиот шампионат, кои што ќе ги возиме во Словенија и во Хрватска. Ќе видиме на уште колку трки ќе може да учествуваме, чисто за да се прилагодиме за, ако даде Господ, наредната година да атакуваме на највисок пиедестал, највисокото место и целта е оборување на сите можни рекорди во Европа. Тоа беше последна информација во овие вести. Во Централниот дневник во тема на денот Зоран Трифуновски, организацијски секретар на СДСМ. Останете со нас, се гледаме во 19 часот. Пријатно.